Државата слепа за слепите лица. Бариери и понатаму има на секој чекор. Ова е општа констатација, кажана по кој знае кој пат и на овој 15 октомври. Освен сопките на улиците, слепите лица се потешко доаѓаат и до пристојни работни места. Им се пружи можност за вработување, да може економски да се вклучат во општествениот живот. Неретко тие не можат да ги погодат ниту вратите на институциите, па Штипското здружение побара нивно озвучување. Има многу паркирани возила по тротоарите, конкретно во населбо Сеја, кај што има поголем дел наши членови кои што живеат, се соочуваат тоа секојдневно. Покрај оградата на школата Димитар Влахов имаме паркирано возила. Тие треба звучна сигнализација, се дури да се постават на повеќе јавни институции, локална самоуправа може банки, пошта и така натаму, и медицински болница и така натаму, кај што ќе ги означуваат, сосем дури ќе се означува каде е вратата, да можат слепите лица, оние што многу малку гледат, да можат безпечно да влезат во тие институции. Идентични се проблемите на слепите лица и во Бугарија. Како да ви кажем, проблемите се... Проблеми има многу. Најнапред во движењето немаме соодветно обележени и озвучени премини. Луѓето ретко ни помагаат, а државата не прави речиси ништо за нас. Добро, нема се грижи. Во источниот регион има околу 200 лица со целосно или делумно оштетување на видот. Главно тие се на возраст помеѓу 45 и 80 години. Организирани се во 2 регионални здруженија, по едно во Штип и Кочани.